Економските директори во јавното здравство заминуваат во историјата. Причина за новата одлука на владата е што наместо овие функционери да донесат ред во клиниките, тие направија хаос изминатите години. Речиси секоја здравствена установа е задолжена, а дел од нив се и беспотребните лекови. Со измените на законот, повеќе од 100 функционери веќе нема да бидат на државен трошок. Од сега со клиниките и болниците ќе раководи само еден менаџер, кој ќе биде одговорен за организацијата и работењето на установата, како и за законитоста во работењето. Со овој потак на владата, за најмалку половина милион евра ќе биде побогата здравствената каса за една година. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека вторите директори се непродуктивен трошок и уверува дека со оваа реформа здравствениот систем ќе работи поефикасно и потранспарентно. На овој начин ќе се лоцира одговорноста и укине дуализмот во одлучувањето. Верувам дека оваа реформа ќе овозможи пренасочување на средствата кон подобрување на здравствените услуги и инфраструктурата, зголемување на транспарентност и отчетноста во работењето, како и подобрување на условите и квалитетот на здравствените услуги за сите граѓани. Претходната влада на СДСМ цели 7 години најавуваше дека ќе ги разреши организацијските директори, но тоа не го направи. Сите претходни министри за здравство го има истото ветување, но никој не го исполни. Дека организацијските директори скапо го организираат здравството, докажуваат и бројките. За нивните плати годишно се трошат повеќе од половина милион евра. Со груба пресметка, како во просек еден организацијски менаџер зема плата по 1500 евра, а такви се околу 100 функционери. Месечно од државната каса се прелеваат најмалку 150.000 евра.